Доколку ја направиме анализата, ќе видиме дека самиот договор предвидува постепено имплементирање на додавката во документите согласно отварањето на поглавета, односно новата додавка треба да се употребува во документите во рок од 5 години од отварањето на соодветното поглаве. Ние ги немаме отворено преговорите за членство со Европската Унија и немаме отворено ниту едно поглаве, што значи дека некои аспекти на имплементацијата се направени пред време и избрзано. Во тој контекст, она што професорката Силјановска Давкова го направи, според мене не представува никакво прекршување на Преспанскиот договор, туку ние сме доведени во ситуација да го толкуваме Преспанскиот договор од гледна точка на Грција. Она што било претходно направено, таа избрзана и предвремена имплементација, според мене било погрешно и можеби е добро да се направи детална анализа што всушност треба да значи внатрешната употреба на Преспанскиот договор и како таа да се употребува понатаму.